Добар ден. На овој видео час ќе зборуваме за составот на крвта. Веќе кажавме дека крвта представува течно сврзно ткиво. Количеството на крв кај возрасен човек, значи во телото има 5 литри крв, а тоа е исто како 15 конзерви Кока-кола, ако ги споредиме. Секој ден крвта поминува 15 километри низ затворен систем од крвни садови, вени, артерии и крвни капилари. Но што е по состав ова течно сврзно ткиво, значи од што е изградена или составена самата крв. На овој слайд можеме да погледнеме во оваа епрувета во која што се наоѓа крв, дека таа е составена од крвна плазма и тоа најголем процент од крвта отпаѓа на крвната плазма, а во самата крвна плазма се наоѓаат така наречените формативни елементи, а тоа се крвните клетки, еритроцити, тромбоцити и леукоцити. Инаку крвната плазма има жолтеникава боја. Најголем процент од составот на крвната плазма отпаѓа на водата, некаде околу 90% има вода во која што има растворено соли, протеини и шеќери, а најважен шеќер е гликозата. Една информација што сметам дека ќе биде за вас интересна е дека во една капка крв има околу 250 милиони црвени крвни клетки, околу 13 милиони тромбоцити и 375.000 бели крвни клетки. Од овие бројки можеме слободно да заклучиме дека најмногу бројни се црвените крвни клетки, односно најбројни се еритроцитите. Каква е улогата на еритроцитите? Какви клетки се тие? Значи, еритроцитите по форма се округли, тие се двојно вдлабнати. Она што е карактеристично за еритроцитите како клетки во човечкиот организам, тоа се единствени клетки кои што немаат јадро, содржат хемоглобин, кој во својот состав има железо и всушност црвената боја на еритроцитите, а и на крвта потекнува од хемоглобинот. Меѓутоа, хемоглобинот има уште позначајна улога, а тоа е дека има способност да се врзува со кислородот и јаглеродниот диоксид. Значи, во разнесувањето всушност на овие гасови, на кислород и јаглероден диоксид, учествува хемоглобинот. Ќе видиме во следните слайдови на кој начин сето тоа се изведува, односно како се врзува кислородот, а како јаглеродниот диоксид. Белите крвни клетки представуваат клетки кои што се помалу бројни од еритроцитите. Другото име за овие клетки е леукоцити, бидејќи се тие безбојни, немаат никакво бојување. Меѓутоа, она што е важно е дека тие се јавуваат во 5 вида, значи 5 вида на леукоцити или бели крвни клетки има, за разлика од еритроцитите, леукоцитите имаат јадра. Нивната основна функција е да го штитат организмот од напаѓачи. Ќе видиме исто за што станува збор подоцна. Крвните плочки се уште едни крвни клетки. Тие всушност се најмалите крвни клетки кои влегуваат во составот на крвта. Она што за нив е карактеристично е дека тие учествуваат исто, има заштитна функција, меѓутоа учествуваат во заштита на организмот од губење на крв со формирање на така наречен крвен засирок. Ќе погледнеме исто за што станува збор подоцна. Она што е многу важно е да знаеме каде се создаваат крвните клетки. Нивното создавање се случува во коскената срцевина. Овде имаме представено една долга коска, ова е бутна коска и во незината крвна срцевина, коскена срцевина се создаваат крвните клетки, еритроцити, леукоцити и тромбоцити. Каква е улогата, сега ќе погледнеме на белите крвни клетки. Тие рековме дека имаат заштитна улога и го заштитуваат организмот од напаѓачи на
кој начин и кои се тие напаѓачи. Значи тоа се наблизени микроорганизми кои што навлегле во организмот, дали станува збор за бактерии, дали станува збор за вируси. Имаме представено овде еден крвен капилар и пресек на тој крвен капилар, преку кој што можеме да видиме дека излегуваат леукоцитите. Бактериите кои навлегле во организмот, а овде тие се представени со овие зелени точки, ќе бидат изедени од леукоцитите. На кој начин? Самите леукоцити се движат амебовидно. Што значи тоа? Дека тие се движат испуштајќи лажни ножиња со кои што ги опфаќаат напаѓачите, односно различни микроорганизми, бактерии или вируси, ги внесуваат во нивната внатрешност и тука ги разградуваат. На тој начин, викаме, имаат заштитна улога, односно го заштитуваат самиот организам од овој вид на напаѓачи. И доколку имаме некаква инфекција во нашиот организам, во тој случај ќе имаме зголемен број на леукоцити. Каква е улогата на крвните полочки? Ќе видиме на овој слайд имаме прикажано еден диаграм кој всушност означува оштетена епително ткиво, односно оштетена кожа, и можеме да забележиме што на овој диаграм: формирање на така наречен крвен засирок. Оваа мрежа од овие мали ситни крвни клетки, тоа се тромбоцитите, кога ќе имаме повреда, некоја, например, сме се исекле, во тој случај тромбоцитите се придвижуваат кон местото каде што е направена таа повреда, тие доаѓаат во допир со воздухот и пукаат, при што испуштаат како конци протеини кои што ќе го формираат овој крвен засирок, и тие конци, мрежа од всушност протеини кои што го прават крвниот засирок, спречуваат излегување и односно истекување на крвта. Може да забележиме како се придвижени овде еритроцитите, меѓутоа се спречени да излезат, односно да истекуваат. И овој крвен засирок всушност игра улога на чеп. Значи, буквално како да е затворено со чеп тој дел кој што е каде што има повреда. На тој начин, значи, го штитат губитокот на крв. Каква е улогата на еритроцитите? Овдека имаме представено на овој диаграм дека тие имаат улога во разнесувањето на гасовите, и тоа на кислородот и јаглеродниот диоксид. Ајде да погледнеме прво како го разнесуваат, односно како се врзуваат еритроцитите, поточно хемоглобинот од еритроцитите, како се врзува со кислородот. Во белите дробови има алвеоли кои што се исполнуваат со кислород, односно со воздух, а овие алвеоли се обвиени со мрежа од крвни капилари. Бидејќи крвните капилари, рековме, се тенки, всушност доаѓа до навлегување на кислородот преку тенките ѕидови од крвните капилари во еритроцитите, каде што се врзува со хемоглобинот. И понатаму тој се разнесува, односно кислородот се разнесува до секоја клетка во телото. Оваа крв која што разнесува кислород се нарекува оксидирана крв и таа има посветло црвена боја. Да видиме како хемоглобинот се врзува со јаглеродниот диоксид. Откако ќе заврши транспортот на кислородот, самите еритроцити го зимаат, односно се врзуваат сега со јаглеродниот диоксид кој што го испуштаат самите клетки, тој треба да се отстрани од организмот. Значи се врзува хемоглобинот со јаглеродниот диоксид и се упатува каде? Повторно до местото каде што ќе се изврши размената на гасовите, а тоа се белите дробови или поточно алвеолите. Тука се испушта јаглеродниот диоксид и тој се исфрла преку респираторниот систем надвор во надворешната средина, односно надвор од организмот. Оваа крв која што разнесува јаглерод диоксид е
малку потемна во споредба со онаа крв која што спроведува кислород, и оваа крв која што спроведува јаглероден диоксид, уште се нарекува редуцирана крв. На крајот можеме само да повториме за основните поими кои што имавме можност да ги слушнеме на овој час, да видиме како се викаат клетките кои ги уништуваат микроорганизмите. Станува збор за леукоцити, односно бели крвни клетки. Каде се наоѓаат крвните клетки? Тоа е местото кое што е во најголема количина, од најголема количина составена крвта, тоа е крвната плазма. Понатаму крвните клетки кои имаат црвена боја поради содржината на хемоглобин, тоа се црвените крвни клетки или уште наречени еритроцити. Крвните клетки кои го штитат организмот од истекување на крв при повреда, тоа се најмалите крвни клетки, станува збор за тромбоцити. И уште едно прашање, тоа е протеинот кој го разнесува кислородот до секоја клетка, се нарекува хемоглобин. Ова беше на кратко најважните информации кои што требаше да ги слушнете за состав на крвта. Ви благодарам за вниманието.